Добре дојдовте во Акцент. На почетокот од ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе проследите репортажа од одбележувањето на 74 годишнината од смртта на македонскиот поет и револуционер Коста Солев Рацин, одбележување кое што се одвиваше токму на местото каде што тој загина на планината Лопушник. Во ова издание на Акцент ќе проследите и кратки репортажи за тоа како помина две изложби во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево. Едната беше групна изложба од Друштвото на ликовни уметници од Прилеп, а втората изложба на фотографии од фотографот Дражан Брачиќ. Акцент започнува. Следете не. На планината Лопушник, во присуство на голем број почитувачи на ликот и делото на македонскиот поет и револуционер Коста Солев Рацин од Кичево, Велес, Прилеп, Охрид и Демирхисар, беше одбележана 74 годишнината од неговата смрт. Тешко е да се зборува на ова место, на местото каде Рацин ја остави својата душа, истакна Сузана Тасевска од името на резервните офицери на Македонија. Почитувани гости, почитувани кичевчани, тешко е да се зборува на местото каде што големиот херој ја оставил својата душа. Рацин е голем. Можеби е голем и по тоа што сам со сопственото перо ја предвидел својата судбина. Тој како да знаел дека овде, на местото на Лопушник, дека тука ќе замине и дека тука ќе остави душата. Па тој ќе запише: и ако не умрам дома, туку струи кај што пиштат, блазе речи и на душата, има зошто душа да е. Знам дека сите занемевме, пред херојството се молчи. Меѓутоа, ќе продолжиме да молчиме, бидејќи следува химната на Република Македонија. Неја ќе ја изведе познатиот музичар и професор по музика Христијан Тришовски Повел. Денес над Македонија се раѓа ново сонце над слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее над Крушевската република. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Благодарам. Почитувани, ние ќе продолжиме да молчиме со тоа што со едноминутно молчење ќе му одадеме почит на херојот Кочо Рацин.
Слава му. Во продолжение го повикувам председателот на Општинската организација на резервните офицери, господинот Зоран Никодиновски, да ве поздрави. Почитувани присутни, дами и господа, со особена чест и задоволство ве поздравувам од името на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, основна организациона единица Кичево Македонски Брод. И искрено ви се заблагодарувам за вашето присуство на денешниот настан, посветен на денот на загинувањето на великанот Кочо Рацин, што се случи на 13. јуни 1943 година на местото на кое што токму сега се наоѓаме. Ги поздравувам делегациите на АРАМА, резервните офицери на Република Македонија, припадниците на полицијата на Република Македонија, Основното училиште Христо Узунов, Сојуз на борци Кичево и сите останати присутни. Само столетните букови шуми ја знаат и до ден денес ја кријат вистината зошто и како на тој кобен 13. јуни 1943 година згасна животот на поетот, револуционерот и македонскиот патриот Кочо Рацин. Со недоверба принудени сме да веруваме дека поради наглувост во несреќен случај е убиен од истрелот и куршумот на неговиот соборец. Но со сигурност знаеме дека Кочо Рацин целиот свој живот го помина со неверојатен слух и огромно срце за тоа како се сака и гине за Македонија. Почитувани, со вашето ценето присуство покажавте дека овој настан не смее да згасне, туку напротив треба да представува поттик и мотив за уште посвечено и повеличенствено одбележување во наредните години. Изразувам неизмерна благодарност на сите кои што дадоа свој придонес во организација на настанот и благодарност на сите присутни. Ви посакувам овој настан да помине достоинствено и да остане во ваше трајно сеќавање. Да живее ликот и делото на Кочо Рацин. Да живее Република Македонија. Благодарам. Сега следи излагањето на професорот по историја Душан Ристевски за значењето на лопушник. Повелете. Почитувани гости, почитувани сограѓани, ми е големо задоволство што можам пред вас да зборувам за настаните од 1943 година токму на овај терен. Ова место беше првото командно место во Македонија, од каде се диктираше и развојот на народно-ослободителната борба во Западна Македонија. Имено, по големата седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во Тетово на 19. март 1943 година било одлучено целото воено и политичко раководство да премине на овој терен. Следниот ден, на 20. март 1943 година, во Кичево дошол членот на Централниот комитет Стратко Гигов, заедно со Борис Алексовски Карче, носител на партизанска споменица и член на областниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, заедно со Злате Тренески, доаѓаат на овој терен да го извидат теренот и да формираат партизанско прифатилиште или партизанска база. Најпрво, во местото Бачилиште, над селото Душогубица под Бистра планина,
била одредена првата база на теренот. Но подоцна, поради комуникациите на тој терен, одлучуваат да таа база се премести токму на ова место каде е денеска. На ова место била печатницата на главниот штаб. Потоа биле изградени колиби на главниот штаб кои се на другата страна над селото поранешно Дрстила. И други објекти попратни за главниот штаб, областниот комитет и централниот комитет на Македонија. На 25. март 1943 година по налог на партијата од градот од Кичево и другите партиски организации од селото Подвис, Карбуница, Кленоец, излегол првиот партизански одред кој бил наречен Козјак. Овој одред има задача да ја обезбедува оваа партизанска база, да помага. И токму затоа начело со командантот на тој партизански одред Козјак, Левче Стефановски Тарзан, тој го добил овде името на ова место, качувајќи се по буките, сечајќи буки, и го завикале Левче Стефановски Тарзан. Тој одред бил од почетокот 20 на партизани, од Карбуница, Кичево, Подвис, Кленоец и така натака, кој дошле на овај терен. Одредувањето на оваа партизанска база на теренот била резултат поради густата пошуменост, поради неприступачноста на теренот, но и поради водата од каде може да живее, а особено што околината на ово место, селото Душогубица, селото Кленоец, селото Малковец, Иванчишта, сите биле подготвени да помагаат да носат храна со товари и доаѓале повеќе борци од сите краеви на Македонија на овој терен. Сега се прашуваме зошто баш ова место. Рековме дека поради организираноста на местото население, но и поради непристапноста на теренот, бидејќи окупаторот не можел овде лесно да ги пронајде партизаните. На 1. мај 1943 година во ова место, во Лопушник, била организирана прослава на 1. мај, меѓународниот ден на трудот. Тогаш се подигнало македонското знаме на овие буки и се пееле партизански песни. На 5. и 6. мај 1943 година во Лопушник, во колибите на главниот штаб, рековме на другата страна на Дрстила, се организирала втората седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на која седница присуствувале Кузма Јосифовски Питу, Страхил Гигов и други борци, а особено командантот на првата оперативна зона Иван Дојчинов Димче, кој бил шпански борец на овој терен. Понатака следат и други активности во мај месец. На 21. мај, само по овај дол од другата страна, во Мали Лопушник, како што го нарекуваат душогупчани, бил формиран првиот кичевско-мавровски партизански одред. Тој одред бил составен од борци од кичевскиот одред Козјак, борци од Крушево, Крушевскиот партизански одред Питу Гули, борци од Мавровскиот партизански одред Кораб. Овој одред броел околу 70 борци, кои ги почнале пак акциите. Над селото Ехловец било одржано првото воено гаѓање. Подготовка од партизаните немале големо искуство со ракување со оружје и тука е изведена првата воена вежба. Потоа, на 23. мај 1943 година бил извршен напад на карабинерската страница во село Сливово. Тука имаме доста заробени, храна, оружје и неколку има загуби од италијанскиот окупатор во
станица во селото Сливово. Потоа Кичевскиот партизански одред доаѓа во селото Брждани, успева да ја зароби општината, да заплени архивата и други материјали. Потоа ги сече телефонските столбови на потезот кај Лавчани, здола по патот и се преминува пак на овој терен. Меѓутоа, што се случува? Одредот тргнува према селото Гари, кој е на другата страна. На овој дел наидува на заседа. Тука загинува првиот борец од Кичевскиот крај. Тој е Драге Ристецки, карбуничанец од селото Карбуница, а е ранет Стојче Трипуновски од селото Подвис. Телото на Драге Ристецки беше сахрането прво кај невестин гроб, близу селото Гари, а потоа е пренесено во гробјето во селото Гари и таму и денеска се најдува во ова село. Одредот действува се до септември месец 1943 година, кога победоносно по капитулацијата на фашистичка Италија на 8 септември 1943 година влегува во Кичево на 11 септември и Кичево станува прв слободен град во Македонија во народно-ослободителната борба. Следниот ден во слободно Кичево влегува и батајонот Мирче Ацев. Сега, печатницата, македонската печатница, работела во селото Битуше, Дебарско. Тамо работел Мино Миноски и Митре Инадески. Мино Миноски е од селото Битуше, а Митре е од гостиварските села. Заедно, по налог на главниот штаб, била пренесена токму на овој дел, каде работела. Печатницата била под земја, згора имала само една покрив и тука работел и Кочо Рацин. Дури на 22 мај доаѓа Кочо Рацин. Тој, како што расправа, јас сум имал можност да разговарам со неговите соборци, се радувал како дете што дошол на слободна територија, стапна на слободна територија за да работи. Овде се печатени делови од неговата литература, прогласи, повици за партизаните и така натака, а е отпечатен и спев на партизани од Венко Марковски, каде Венко слободно кажува дека тука е родена втората Македонска република или Кичевска република. Затоа после Апостолски ќе каже она што беше Крушево во Илинден, Кичево беше во народно-ослободителната војна. Коцо Рацин, како што знаете, загина, како што слушнавте, а сега за делото и животот ќе зборува Добре. Добро, ќе го најавам. Јас благодарам. Значи, заслужен аплауз за професорот што исцрпно ги изложи сите настани кои што се случиле овде на Лопушник, меѓутоа за делото на Кочо Рацин ке зборува професорот по македонски јазик Добре Никовски. Добар ден на сите. Денес од дното на душата, во мојата душа, ќе кажам неколку думи за големиот македонец, а знам дека истото и вие ќе одделите со мене. Почитувани пријатели, браќа и сестри, дами и господа, денес повторно сме овде на Бистра планина, во Лопушник, да го одбележиме денот на погибијата на големиот македонски син, поет и револуционер Коста Солев Апостолов Рацин. Човекот, поет, кој ги воздигна копачите, ја овековечи ленка, ги запиша денови, елегии и многу повеќе од тоа. Кочо Рацин роден е во Велес во 1908 година, таа есен, есенска ноќ, неговата мајка Марија и таткото Апостол се радува на својата прва рожба. Не ни сонува дека токму оваа прва рожба ќе придонесе да се отвори патот кон слободата, дека тој ќе ја воспее неизберната тага од тутунот, афионот
и народните бигори напластени во народната душа низ вековите, дека ќе ги учи и охрабрува како се кршат робските пранги. Коста Солев, Рацин, е еден од основоположниците на македонската литература. Тој е еден од најистакнатите македонски интелектуалци што ги дала Македонија во периодот помеѓу двете светски војни. Но Рацин не беше само поет, тој беше и многу повеќе од тоа. Кочо Рацин, кој беше задоволен со идеите на ВМРО за самостојна и независна Македонија и судбински поврзан со својот народ, тој се вклучи како војник во големата и тешка народно-ослободителна борба. Тој со пушка и перо ја бранеше сопствената и родна му татковина Македонија. И беше овде, на опушник во бујната Букова шума, во живописот и револуционерен крај на Горна Копачка, борејќи се со перо и пушка, падна од куршумот на своите другари. А зошто и како, тоа ќе се докажува или докажано. Почитувани пријатели, мислам дека треба да ја кажам познатата изрека дека поетите не умираат, поетите живеат вечно. И Рацин беше поет, Рацин останува да живее вечно со својата поезија. Тој жив во сеќавањата на неговите потомци, на неговите следбеници. Рацин живее овде, помеѓу овие столетни буки, во тишината, во спокојот што го дава Лопушник. Рацин се уште постои како жива присутност меѓу нас овде блиску покрај неговата печатница, големиот поет и автор на Бели мугри. Прерасна во длабок хуманист, научник и револуционер. Неговиот звезден миг сосема природно беше свртен кон визијата за поубав свет, кон утрешнината, а неговите вековни настојувања беа резултат за искачувањето кон пиедесталот на слободата. И ете, кога сепак треба да се подсетиме на датумот на неговата погибел, на оној црн ден за македонската литература, за македонското битие, сместен во 13-тиот ден од 6-тиот месец на крвавата 43-та од минатиот век, кога беше регистриран последниот ден од животот на 35 годишниот творец, борец, македонски син и патриот. Рациновиот животен крај е испишан со морничави букви на своевидна трагика. Неговата импозантна животна врвица со тонови на силна вера во животот, од оптимизам што понесува и зрачи, беше пресечен пред време насилно и предавнички. Овој настан има тежина на национална катастрофа, тежок настан што е обремен од грдите призвуци на непосакуваната мистерија. Почитувани пријатели, Рацин е поет, преведувач, раскажувач. Рацин е романсиер, критичар, есеист, публицист и историчар. Рацин, тој е филозоф, борец и обштественик, револуционер, патриот со еден збор. Рацин е ренесансна фигура. Затоа треба да сме му вечно благодарни како негови почитувачи, да сме благодарни на тој вечен Рацин, кој што не е легенда, ни мит, ни монумент од бронза, туку е жива присутност во нашиот силно светнат ден. Тој е жив дел од нашето постоење. Почитувани пријатели, затоа да му дадеме почит, нека му е вечна слава. Почитувани присутни, продолжуваме со драмскиот извадок Рацин, кој што ќе го изведат учениците од основното училиште Христо Узунов во Другово. Повелете. Дејството во драмата Рацин се одвива пред почетокот на Втората светска војна. Главен лик е нашиот познат писател Коста Кочо Рацин. Представени се неговите напори да ја презентира о неправданоста на народот, како идеалите да создаде подобри денови за сите кои се угнетени. Во текстот ќе откриете што подготвуваат Рацин, Никола и Трајан. Еве тука се Трајан и Никола. Филип само што го испративме на пат. Толку сакаше да се види со тебе. О, добре дојде Кочо. Добре те најдов. Само по мрак се движиш, може би затоа си толку свеж и со пробивен поглед. Здраво, момче. Драго ми е што те гледам. Ти го прочитав последниот расказ.
Силене, иако беше под псевдоним, тебе те препознав. Ти се допаѓа? Такви раскази, како да излегуваат од некој мит, само така продолжи. Ме радува што ти се допадна. Кога доаѓам во овој дом, како да влегувам во своја куќа, така ве чувствувам блиски, а имаш исто име како мајка ми, што на вистина нема разлика. Марија, тоа е прекрасно име. Како си? Лошо, многу лошо, Кочо. Зошто, поради провалата? Иван е в затвор, затоа и Филип мораше да замине. Оди приготви нешто за вечера. Весникот се доведува во прашање. За известно време луѓето мораа да се засолнат. Ако е само весникот во прашање, не е тешко. Ти си тука, јас. Некако ќе го издаваме. Но провалите се се почести, тоа и мене ме загрижува. Одгоре каже, ако нема услови, нека не излегува, барем за сега. Условите ќе ги создадеме ние. Весникот мора да се појави. Веќе го нема толку време. Тој весник, тие неколку страници, тоа е надеж, голема надеж, повеќе отколку што нам не изгледа. Мислам дека не е така лесно. Материјали немаме, а и тешко е да се печати. А времето не е за чекање. Ако провалата ни најмалку. Доста ми е што се ослободив од своите сметки, макар и за малку. Инаку знам да не спијам по 3 ноќи. Повеќе не можам. Потоа ми треба сон најмалку од 5 часа. Тоа е уште од деновите, кога со овие раце почнав да правам стомни и бардиња и на таван со книги ги дочекував мугрите. Не знам како чувствувате вие, но за мене највозбудлив е оној момент кога се разденува. Тој половина час е најпримамливиот дел од денот. Нема утро што не сум го дочекал во тој миг. Во тоа раѓање на денот има возбуда што не може да се опише. Оттаму ли е насловот на збирката? Кој знае? Мугрите ми се толку врежани во мислите и чувствата, што сите символи се сврзани со нив. Тоа е еден процеп помеѓу денот и ноќта, како што постои процеп помеѓу животот и смртта. Пишуваш ли нешто ново? Не толку многу. Меѓу оддивка ќе ми дојде некој стих, ќе го запишам. Песните кај мене тешко се раѓаат. Низ зборовите полека се открива суштината. Маѓевсна е нивната моќ. Нашава револуција, токму низ поетски збор, ја добива суштината што ги привлекува луѓето. Прекрасно е, кога оваа мака народна влегува во песна, тогаш станува полесна, но за жал, немам време. Многу ме тормози власта и јас повеќе работам друго, отколку да бдеам на некоја песна. Гледате, Европа не спие, не спиеме и ние. Термитите се множат на сите страни, уништуваат и глодаат пред себе се. Дали има спас од нив? Нема сила која не може да се скрши, па и ова термитската. Мораме да изградиме брана, инаку ќе отидеме и ние. Затоа сега, какво било малодушие, не штети само нам. Ленка. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, недовезена на разбој и на налом ја отиде. Тутун да реди в монопол, лице и се измени, веѓи панаја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тија пусти тутуни, тутуни жолти отрови, за гради китки розови. Прва година помина, грудка в срцето и легна. Втора година намина, болест ја вгради и скина. Трета година земјата на Ленка покри снагата и ноќе, кога месечко гропи со свила виеше, ветерчко тихо над неа жална и тага рееше. Зошто остана, кошула недоткаена, кошула беше даровна. Почитувани присутни, продолжуваме со положување на цвеќе на гробот на нашиот херој Кочо Рацин. Први ги покануваме да го положат цвеќето борците од општина Кичево. Ги поканувам представниците на армијата на Република Македонија од касарната Чеде Филиповски дама. Следуваат општинските организации на Организацијата на резервните старешини од Република Македонија од следните градови. Значи, имаме Прилеп, Охрид, Демирхисар, Кичево. Нека повелат.
Делегацијата на општина Велес. Христијан, сликај ги, Христијан. Како ги браќате? Гимназијата Кочо Рацин од Велес. Делегација на основното училиште Христо Узунов Другово. Сдружение Лопушник Кичево, поддржувачи на делото на Кочо Рацин. Ги повикувам представниците на политичките партии да положат цвеќе. На местото на загинувањето на Рацин, голем број на делегации положија свежо цвеќе, а истовремено се заблагодарија за се она што Рацин и го даде на Македонија како поет и револуционер и основоположник на современата македонска литература. Во рамките на годишната програма за работа на Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп, Друштвото на ликовни уметници од овој град во Кичево ја представи групната изложба на уметнички слики и скулптури изработени од 10 прилепски автори. На отварањето на изложбата говореше директорот на Центарот за култура од Прилеп, Тони Чатлески, кој посочи дека му е особена чест што Кичево е првиот град после Прилеп каде се представува оваа групна изложба. Вечерва се представуваме тука во Центарот за култура Кочо Рацин, во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево, Друштво на ликовни уметници на Прилеп. Ова изложба е првата годишна изложба за оваа година, финансирана од Министерството за култура Република Македонија. Пред 3 недели беше отворена изложбата во Прилеп за прв пат. На оваа изложба учествуваат 10 автори, членови на Друштво на ликовни уметници на Прилеп. Сите се академски уметници. Значи имавме по 1 до 2 дела, се представивме кој што кажа во Прилеп, сега во Кичево, понатаму во зависност од поканите ќе продолжиме да учествуваме во други градови, во други галерии низ Република Македонија. Друштвото на ликовни уметници на Прилеп е реформирано 2010 година, така 2010 година, инаку е најстарото
ликовно здружение во Република Македонија, датира од 37 година, но и имаше неко 15-20 години на стагнација, па така да горе оформивме друштвото и сега функционира, имаме повеќе од 30 членови на ова здружение, кои активно се бават со ликовната дејност од сите области на ликовните гранки. Вклучени се и професионалците и аматерите, затоа што не можеме да исклучиме да направиме на селекција на тоа. Така да, како што кажав овде, се исклучиво само оние кои се бават професионално со оваа дејност. Се надевам дека кичевчани ќе имаат прилика да видат една убава изложба на дела на плебските автори, кои изминатиот период твореле, значи ова дел од нивното творештво. Така да мислам дека една убава изложба во пригода да се посети галеријата во Кичево. Дел од присутните уметници со своји импресии за изложбата. Ова година Друштвото на ликовни уметници од Прилеп има изложба во Кичево, која матична изложба беше представена во Прилеп, а сега превземањето е во Кичево, на која што се представени 10 ликовни уметници од Прилеп, академски уметници, од кои има неколку скулптори, а останатите се сликари. Конкретно јас како до вчерашен, условно кажано, председател, имам одлична соработка со Центарот за култура во Кичево. Ова ни е втора изложба која Друштвото на ликовни уметници од Прилеп ја организира во Кичево. За разлика од ланската, ова година Друштвото на ликовни уметници од Прилеп доби одобрен проект од Министерството за култура, со што направивме ние каталог со кој ќе се представиме пред кичевската публика. Конкретно јас за моето дело се представувам со фигуративна форма, односно скулптура, изработена во метал, која представува еден вид на, би рекол, можеби макета на фигура која треба да биде монументална фигура, која би била подставена во отворен простор. Исто така се надевам дека и во иднина Прилепскиот центар Марко Цапенков, Центарот за култура и Центарот за култура во Кичево, како и со Друштвото на ликовни уметници од Прилеп, ќе продолжи соработката која јас искрено сум задоволен и уште еднаш благодарен до сите кои учествуваат во реализирањето на оваа изложба. Значи јас како вработен веќе во Центарот за култура во Прилеп во галериска дејност сум 4 години. Имам реализирано повеќе самостојни изложби, а групни веќе не ни ги бројам. Исто така би издвоил дека лани ја добив наградата Јордан Габу за скулптура, која доделува Друштвото на ликовни уметници во Прилеп. Така да се надевам дека и ја апел до сите мои колеги, без разлика дали се скулптори, сликари или графичари, да продолжиме се дружиме и со работа, мислам дека резултатите ќе дојдат. На ова изложба учесник сум со 3 мои дела, тоа се колажи, а инаку сум член на Друштвото на ликовни уметници многу одамна. Творам во секаква техника, но меѓутоа во последно време најмногу ми лежи колажот и доста ми се успешни сликите. Се надевам и понатаму дека ќе имаме пак и друга соработка, не само со вас, и понатаму и во другите градови низ Македонија. За моето ликовно творештво можам да кажам дека работам уште од мали нозе. Ја сакам уметноста, секогаш во потрага кон убавото и секогаш се пронаоѓам во најубавите нешта. Се што е поврзано со уметност, се што е убаво, сето го сакам. Друштвото на ликовни уметници од Прилеп, кое работи полни 80 години, оваа групна изложба планира да ја представи и во Битола, Велес, Куманово и други градови низ Македонија. Фотографот Дражан Брачиќ, член на Фотосојузот на Македонија и на Србија, пред кичевчани се представи со својата втора самостојна изложба на црно-бели фотографии под наслов Стрит. Проектот, кој е поддржан и од Министерството за култура на Република Македонија, е плод на неколкогодишно фотографирање, а фотографиите се направени во Битола, Белград, Охрид, Крива Паланка и други градови, при што регистрирани се моменти на уличен живот.
самостојната изложба Стрит е моја втора изложба на тема улична фотографија и урбана фотографија. Настаната е во период од повеќе години, сликајќи низ повеќе градови во регионот. Тука има фотографии од Битола, од Охрид, Крива Паланка, Белград и некои други места. Тука е доловен моментот, фатен на улица, значи без стенски местења, без некои планирани фотографии на луѓе, обични луѓе, моменти кои што не се повторуваат. Ова е моја втора изложба, работена е во црно-бела фотографија, во црно-бела техника, 25 фотографии и има покровителство на Уметничкиот совез на Фотосојуз на Македонија, патронажа. Иначе до сега имам учествувано преку 50 изложби, меѓународни и домашни, 2 самостојни, од кои што првата беше Хераклеја, која што постигна голем успех, прикажана беше во 9 градови, во 3 држави, во Бугарија, Србија, Црна Гора, која што исто така има и патронажа на Фотосојузот на Македонија. Ова изложба е реализирана со поддршка на Министерството за култура на Македонија, со организација на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Ова е еден од моите поомилени теми за фотографија, значи улична фотографија покрај фотографија на стенски настапи, концерти и така натаму. Се надевам дека и понатаму ќе продолжам да фотографирам и дека ова ќе биде само едно од во низот од изложбите кои што ќе ги остварувам понатаму. Ова е премиерно прво отварање на изложбата во Кичево и се планира понатаму да ги посети другите градови, Битола, Скопје, Охрид, било из Македонија, а се надевам дека и во странство. Само со фотографија се занимавам, тоа е некаде околу последните 10 години интензивно. Значи член сум на Фотосојуз на Македонија и Фотосојуз на Србија. И до сега имам добивано награди и признание за моето дело. Брачиќ до сега има учествувано на преку 50 меѓународни и домашни изложби, меѓу кои во Бугарија, Црна Гора, Франција, Русија, Турција, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и други земји и е добитник на голем број признанија и награди. Значајно е да се споменат двете самостојни изложби Хераклеја и Стрит под патронажа на Уметничкиот совет на Фотосојузот на Македонија. Учество зел и на македонската колекција на уметничка фотографија на меѓународни биенали во Индонезија и Словенија. Тоа беше се што ви подготвивме и во ова издание на Акцент, со нови содржини наредниот вторник во истото време. Довидување.